За сега молк од МПЦ Охридска архиепископија во однос на забраната за погреби на големи христијански православни празници. Нема одговор дали забраната важи само за Скопската православна епархија или пак за цела држава. И покрај обидите да добиеме став, никој од МПЦ не креваше телефон на нашите повици за да објаснат зошто е донесена ваква одлука и дали истата важи само за Скопската или за останатите епархии во земјава. Телефон не креваа ниту од Скопската православна епархија, која поднело барање да не се извршуваат погреби за Свети Никола, саботните задушници, но и за празниците Божик и Великден. По барање на целокупното свештенство од Скопската православна епархија, а за што се известени директорите на АД Бута Скопје, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан дал благослов на денот на празнувањето на Свети Никола да не се извршуваат погребенија, пракса што црквата ќе ја применува и за саботните задушници, како и за празниците Божик и Великден. Пренесе порталот А1 добивајќи објаснување од Скопската православна епархија. Од Струмичката епархија не сакаат да ги коментираат одлуките на другите епархии, инаку во оваа епархија редовно се одржуваат погребите во текот на целата година. Организирањето на црковните обреди ги уредува секој надлежен архиереј посебно за својата епархија, без да се меша во јурисдикцијата на другите. Од градските гробишта во Струмица, со кои стопанисува јавното предпријатие Комуналец, соопштија дека овие денови се вршеле погреби. Погреби имало и во текот на вчерашниот ден за празникот Свети Никола. Според нивниот ценовник, чувањето на починат во ладилник и изложувањето чини 2000 денари, а доколку остане повеќе денови се наплаќа по 1500 денари за секој нареден ден. Од управата на градските гробишта Бутел од Скопје заеден неофицијално појасниле дека забраната се однесува на верските обреди поврзани со погребите, а не и на самиот чин на погребување.